Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Кој ги штити бруталните убијци кои со калашникови ликвидираат две лица среде Скопје пред точно 1 месец? Уште тогаш кружеше дилемата дека две лица од безбедносните служби, па дури и врвот на МВР, им помогнал на ликвидаторите да избегаат од лице место, исто како што избега и убиецот на младиот фудбалер Мартин Јанушев во изминатиот период. Ова беше толкувањето зошто МВР не направи обрач околу сторителите. Ова толкување се повеќе добива на сила, особено 1 месец подоцна, кога не само што не се уапсени сторителите, туку не е соопштен ниту нивниот идентитет, ниту пак има информација дека по нив има потерница, ни внатрешна, ни меѓународна. 1 месец подоцна, Оливер Спасовски не понесува одговорност за нарушената безбедност, а убијците се слободни и секој од нас може да биде нивна наредна мета. Почитувани, во Македонија царува криминалот. Убиства, престрелки, насилство на улиците станаа наше секојдневие од денот кога Социјалдемократскиот сојуз ја превзеде власта во Република Македонија. Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз со криминалното подземје продолжи, а цената за концесиите на заев кон подземјето ја плаќаат на жалост нашите граѓани, неретко и со своите животи. Неработењето на Спасовски, кој наместо да го гони, го помага криминалот, е ветер во грб за шерифите кои своите меѓусебни престрелки ги пренесоа на улиците ширум нашата држава. Цел месец МВР, начело со Спасовски, не може да идентификува кој се возеше со зелениот Land Rover кобната ноќ на 29 септември, кога во мафијашки стил свирепо беа убиени две лица, а едно лице остана тешко повредено среде Скопје. Спасовски цела година не може да го пронајде ниту убиецот на фудбалерот Мартин Јанушев, кој беше исто така застрелан пред својот дом. Правдата не е задоволена ни во случајот со убиството на младиот Саздо, кој крвнички беше претепан доека чекаше автобус. Почитувани, нашите граѓани не се чувствуваат безбедно. На родителите им е страв со своите деца да излезат надвор на улиците. Безбедносната состојба во Македонија е целосно нарушена. Спасовски мора да понесе одговорност за оваа состојба. Најмалку што може тој во моментов да направи е да си понесе неотповиклива оставка. Ви благодарам.